поништен е огласот за избор на нов член на антикорупцијска. Собраниската комисија за избори и именувања ја прекина постапката, иако четворица кандидати веќе беа во трка за испразнетото место во ДКСК. Причина е сомнеж дека еден од кандидатите можеби бил донатор на политичка партија во последните 10 години. Поради тоа, комисијата денеска едногласно одлучи да го поништи огласот. Председателот на комисијата Игор Здравковски во телефонски разговор за Стител вели дека тие немаат надлежност да ги проверуваат нотарските изјави на кандидатите. Токму затоа, за да се избегнат сомнежи, одлучиле да ја прекинат постапката. Според експертите, ваквата одлука е оправдана. Предупредуваат дека продолжување на процесот би го довело во прашање кредибилитетот на изборот. Сметам дека е правилна до некаде ова одлука на комисијата, бидејќи знаете таква работа како под некој начин под наводници давање на изјава која не е веродостојна во делот на финансирање на политички партии може да фрли петно, односно да го замагли целиот процес на избор на кандидатот за новиот член на ДКСК. Од друга страна, комисијата можеше да продолжи со останатите тројца кандидати, меѓутоа тоа можеше да предизвика определени реперкусии, членот можеше да се жали и можеше да одоговлечи целата постапка. Еден од условите за избор е кандидатот да не донирал на политичка партија во изминатите 10 години. Минатата недела во собранието беа интервјуирани четворицата кандидати за член на ДКСК. Антонија Андонова Тасевска, прашана дали донирала, рече дека не се сеќава. Борче Стојановски пак изјави дека никогаш не донирал на политичка партија. Огласот беше распишан по оставката на Цвета Ристовска. Таа се повлече по обвинувањата за судирни интереси и непријавен имот. Зоран Јаневски, Сител телевизија.